Она што го кажувате дека треба се зголеми квалитетот на животот, имате право, меѓутоа со овој ребаланс тоа сигурно нема да се оствари, бидејќи кратењата се од таков карактер кои што не влијаат на подобрување на квалитетот на животот. Не се. Она што го кажуваме, зошто сметаме дека не е овој буџет развоен, има горе-долу 5-6 компоненти. Прво, БДП-то, проекцијата на самиот бруто домашен производ се намалува од 3% на 2,2%. Нејасно е зошто владата која ветуваше 6 до 7%, сега, кога ја има власта во своите 7-8 месеци, ова не го спроведе. Ако е нулта позиција на почетокот на годината заради законски пречки, сега требаше министерствата да добијат импулс што повеќе да реализираат од инвестиции. Второ, буџетскиот дефицит останува на 2,9%, и во апсолутен и во непроменет износ од 302 милиона евра, и тука има нејасноти зошто е тоа така, бидејќи се намалува бруто домашниот производ, а од друга страна дефицитот останува ист. Трета позиција, долгот се зголемува, почитуван колега, вие 10-на година зборувавте дека не треба да се зголемува долгот. Долгот го зголемувате на 148 милиони евра, од кои што 48 милиони евра се ново домашно задолжување и 100 милиона евра се странско задолжување. И тоа е една голема лага за да се намалуват задолжувањата, кога во овој период е видливо дека се зголемуваат. Нема предвидено пари за пензии, зголемување 5%, нема предвидено пари за зголемување на социјалната помош. Капиталните инвестиции ги намалувате за 58 милиона или 3,5 милиарди евра. 10 години кажувавте на цел глас да се зголемат капиталните инвестиции, сега ги намалувате. Не придонесувате со ништо, место да ги употребите сите своји сили и акции да ги реализирате проектите, вие ги намалувате. Издвојувате за мали и средни предпријатија, грантови, скоро 2 милиона евра.